Како да веруваме во мерките кога прва власта не ги почитува? Последен пример е првиот полицаец кој јави дека е позитивен на коронавирусот, а на една од фотографиите во Бигорскиот манастир е без маска близу застанат до отец Партении. Во меѓувреме, МВР секојдневно известува колкав број граѓани се казнети за неносење маска. По позитивниот корона тест на министерот Спасовски, синоќа и потпаролката на СДСМ Богданка Кузевска се изјасни дека е позитивна. Засега никој од раководството на Социјалдемократскиот сојуз не замина во изолација, што отвара друго прашање. Од владата велат дека се уште се прецизирала епидемиолошката слика, па дополнително ќе информираат дали некој ќе заврши во самоизолација. Претходно, полицијата беше нем сведок на поворката за погребот на поранишниот пратеник и председател на партијата Сојуз на ромите, Амди Бајрам. Присутни беа околу 300 луѓе, без дистанца, некои без маски, а полицијата не казни ниту еден, туку регулираше сообраќај. Како може протоколите за едни да важат, а за други не? Реагира јавноста. Претходно Бајрам ја обажи внуката на луксузна свадба со 600 гости во Истанбул, кои потоа се вратија без ПСР тестови. Дополнително, гостите не соработуваа и МВР не може да собере податоци кој се бил во директен контакт со Бајрам. Но него привлече само таа свадба вниманието. И градоначалникот на Центар Саша Богдановиќ ќе направи свадба на Косово. И откако доби устна замерка од министерот Филипче, се правдаше дека само семејството и на блиските биле таму и се почитувале мерките. Но неносењето маска не е единственото непочитување од страна на оние кои треба да бидат пример за граѓаните. Пред некоја недела премиерот Заев заедно со Филипче и вице-премиерот за корупција Лупчо Николовски си се возеа на мотор без кациги низ скопските улици. Заработија парични казни, откако јавноста остро реагираше на видеото споделено на социјалните мрежи.